Светлопис раскази за деца. Чудотворниот појас на Пресвета Богородица. Во светот постојат многу свети мошти и древни христијански предмети, но еден од нив зазема посебно место во православната традиција. Тоа е чесниот појас на Пресвета Богородица, кој денес се чува во Светогорскиот манастир Ватопед. За православните христијани овој појас не е само историски предмет, тоа е живо сведоштво за присуството на Мајката Божја во животот на црквата. Според древното црковно предание, Пресвета Богородица сама го направила својот појас од камилска волна. За време на нејзиниот земен живот, тој бил обичен дел од облеката што ја носела. Но по нејзиното славно успение, овој скромен предмет добил големо духовно значење. Преданието ни раскажува дека кога Богородица се преселила во вечноста, сите апостоли биле чудесно собрани во Ерусалим за нејзиното погребение, освен апостолот Тома. 3 дена подоцна и тој пристигнал и побарал да го види телото на Мајката Божја. Кога гробот бил отворен, тој бил празен. Богородица била вознесена во небесната слава. Во тоа време, според преданието, таа му се јавила на апостолот Тома и како утеха и сведоштво му го подарила својот појас. Така чесниот појас станал повеќе од обичен спомен од земниот живот на Пресвета Богородица. Тој станал жив знак на нејзиното небесно прославување и сведоштво за нејзината постојана мајчинска грижа за целиот човечки род. За христијаните низ вековите, појасот бил тивок потсетник дека Богородица не ги напуштила своите духовни чеда, туку и понатаму се моли пред престолот на својот син за спасението на светот. Со длабока вера и особена почит, првите христијани чесниот појас на Пресвета Богородица го чувале како драгоцено наследство од светите апостоли. Од поколение на поколение се пренесувало преданието за неговото потекло, а заедно со него и љубовта кон Мајката Божја. Во деновите на мир, но и во времења на прогони, војни и немири, верниците внимателно го чувале појасот, свесни дека пред нив се наоѓа свет предмет поврзан со најблагословената меѓу жените. Најпрво појасот се чувал во светиот град Ерусалим, местото каде што се случиле најголемите настани од историјата на спасението. Таму, меѓу првите христијански заедници, бил почитуван како драгоцен спомен на Пресвета Богородица и како сведоштво за нејзиното славно успение. Подоцна, кога тежиштето на христијанскиот свет се префрлило кон новиот Рим, светилиштето било пренесено во Константинопол, величествената престолнина на Византиската империја. Во градот на царевите и патриарсите, обкружен со раскошни храмови и непрестајна молитва, чесниот појас добил особено место во духовниот живот на христијаните. Илјадници верници доаѓале да му се поклонат, барајќи утеха, исцеление и благослов преку молитвите на Пресветата Владичица Богородица. Во Константинопол чесниот појас бил положен во прочуениот храм на Пресвета Богородица во Влахирна, едно од најсветите места на христијанскиот исток. Таму, во срцето на Византиската престолнина, појасот бил чуван со особена грижа и чест, како еден од најголемите духовни сокровишта на империјата. Со векови пред него се поклонувале цареви и патриарси, монаси и обични верници. Луѓе од различни краишта на христијанскиот свет доаѓале во Влахирна за да се помолат на Пресвета Богородица и да побараат помош во своите неволи. Старите хроники и црковни записи сведочат за бројни исцеления и чудесни настани што верниците ги припишувале на застапништвото на Мајката Божја пред нејзиниот чесен појас. Меѓу најпознатите сведоштва е и преданието за византиската царица Зои, сопруга на царот Лав VI Мудриот. Според црковното предание, таа долго време страдала од тешка болест, а лекарите не можеле да ѝ помогнат. Во својата немок со длабока вера и надеж се обратила кон Пресвета Богородица. Откако со молитва се поклонила пред чесниот појас, добила чудесно исцеление и повторно го повратила своето здравје. Исполнета со благодарност кон Мајката Божја, царицата наредила појасот да биде украсен со скапоцен златен вес. Дел од тој украс се зачувал до денес, како нем сведок на едно древно чудо и на благодарноста на една владетелка која почувствувала милоста на Пресвета Богородица.
Според едно старо предание, на својот долг историски пат, дел од честниот појас извесно време се наоѓал и во православните земји на средновековна Бугарија и Србија. Така, пред да пристигне на Светагора, ова големо светилиште било почитувано од повеќе православни народи кои го чувале со вера и почит како драгоцен дар на Мајката Божја. Византискиот цар Јован Кантакузин го подарил на манастирот Ватопед на Светагора. Од тогаш па се до денес, повеќе од 6 столетија, честниот појас се чува таму како неголема драгоценност на манастирот. Секоја година илјадници поклоници пристигнуваат во Ватопед за да се поклонат пред оваа света реликвија. Но тука е важно да разбереме нешто многу суштинско. Православната црква никогаш не ги почитува светите предмети како магични предмети. Благодатта не доаѓа од материјата сама по себе. Таа доаѓа од Бога. Како што сенката на апостол Петар исцелувала болни, како што убрусите на апостолот Павле носеле исцеление, така и предметите поврзани со светителите стануваат садови на Божјата благодат. Бог действува преку нив за да ја покаже својата љубов кон човекот. Токму затоа чудата поврзани со честниот појас никогаш не се сметаат за дело на самиот појас, туку за дејство на Божјата благодат по молитвите на Пресвета Богородица. Во Ватопед се чуваат бројни сведоштва за луѓе кои добиле помош во тешки болести, семени проблеми, душевни страдања и животни искушенија. Особено се познати сведоштвата на брачни парови кои долго време немале деца, а по молитва кон Богородица и благослов од честниот појас добиле потомство. Секако, црквата секогаш нагласува дека чудото не е награда за некаква заслуга. Тоа е дар од Бога. Понекогаш Бог дарува исцеление, понекогаш дарува трпение, понекогаш сила да се носи крстот, но секогаш дарува љубов. И токму тука се крие најголемата порака на честниот појас. Не во историската вредност, не во староста на предметот, не дури ни во чудата, туку во сведоштвото дека Богородица останува мајка на сите христијани. Како што некогаш стоела под крстот на Голгота, така и денес духовно стои покрај секој човек кој со вера ја повикува. Затоа, православните христијани со љубов и благодарност и се обраќаат со многобројни пофални имиња. Овие имиња не се само поетски украси, туку живо сведоштво за искуството на црквата и за безбројните верници кои ја почувствувале незината мајчинска љубов, утеха и застапништво. Честниот појас е токму потсетник на таа мајчинска грижа. Едно мало парче ткајанина што ја преживеало историјата. Еден тивок сведок на верата на безброј поколенија и еден благословен знак дека небото никогаш не е далеко од земјата. Молитвите на Пресвета Богородица да бидат со сите нас. Амин. Светло пискано за деца.